Во саботата започна полагањето на државната матура по мајчин јазик и литература за 16.426 матуранти од средните училишта во земјава. Испитот на државна матура продолжува и во текот на месец јуни, кога учениците ќе полагаат странски јазик по избор или математика. Првичните резултати ќе се објават најдоцна до 14 јули. По објавувањето на резултатите, учениците имаат право на жалба во рок од 2 дена. Жалбата ја поднесуваат во училиштето каде што учеле, потоа училиштето ги праќа до државниот испитен центар. Учениците кои нема да положат во овој рок имаат можност да полагаат повторно во август. Имено државната матура е еден од документите при уписот во некоја од високообразовните институции во земјава. Ги прашавме дел од битолските матуранти дали ќе продолжат со образованието и каде. Природно-математички, финансиска математика. Планирам на филозофски историја да одам. Тоа е она што те влече? Па да, со одглед на оценките и на знаењето сметам дека најмногу ме бива за тоа. Не знам, не сум уште одлучен. Знам дека ќе биде Скопје, ама не знам на што ќе биде. Најверојатно на медицина, макар што не сум 100% сигурен. На прашањето за тоа што е најважно при изборот на факултетот, најголем дел од нив сметаат дека најмногу ги ценат можностите за вработување со дипломата, стекнувањето на практични знаења и професионалниот наставен кадар, а помалку го ценат имиџот на факултетот. Повеќе од матурантите за годинешните уписи на универзитетите веќе знаат што сакаат да студираат, а исто толку ги следеле своите интереси при носењето на таа одлука.